Животот може да патува меѓу планетите. Истражувањето на Универзитетот Џонс Хопкинс, објавено во Pans Nexus, докажа дека одредени бактерии можат да преживеат екстремни меѓупланетарни патувања и удари на астероиди. Шампионот на издржливоста. Бактеријата Deinococcus radiodurans покажа неверојатна отпорност при тестирање со висок притисок од професорот Калијат Рамеш. При притисок од 1,4 гигапаскали преживеале сите примероци. Дури и при 2,4 гигапаскали, околу 60% останале живи. Марсовско потекло? Овие резултати потврдуваат дека микроорганизмите можат да бидат исфрлени од една планета и да преживеат пат до друга. Според научничката Лили Џао, ова ја зајакнува теоријата дека човештвото можеби потекнува од Марс. Проект изгреј Сонце, центри за податоци во орбитата. Компанијата Blue Origin на Џеф Безос планира да лансира над 51.000 сателити за потребите на вештачката интелигенција. Овој систем, наречен Project Sunrise, има цел да создаде огромна компјутерска моќ во Вселената. Енергија од Сонцето. Главната предност е ефикасноста. Сателитите ќе користат соларни панели, со што ќе се избегнат трошоците за земјиште и скапата електрична енергија на Земјата. Ова ќе го забрза развојот на машинското учење и автономните системи. Нова вселенска трка. Со овој потек, Blue Origin станува директен соперник на SpaceX на Илон Маск. Двете компании се надпреваруваат кој побрзо ќе изгради орбитална инфраструктура за да ја задоволи глобалната глад за пресметковна моќ во 2026 година.